Гласачите во Висконсин го избраат Доналд Трамп во 2016 година, но и Џо Бајден 4 години подоцна. И два пати беше доста блиску. Значи Висконсин би можел да биде на едната или на другата страна на овие избори со речиси рамномерно поделен електорат во повеќето анкети на јавното мислење. Во тесна трка двете страни се обидуваат да добијат терен со нови гласачи. За републиканците тоа значи обид за намалување на историската предност на демократите со црните гласачи. Орландо Овенс е првиот афроамерикански председавач со републиканската партија во округот Милвоки. Who is supporting your kids' education right now? Кој го поддржува образованието на вашето дете во моментов? Кој ги поддржува црните бизниси во моментов? Која поддржува идејата за безбедна граница во моментов? Која поддржува идејата за вашите права, за оружје, за да можете да се браните? Пред 4 години Бајден го освои Висконсин со помалку од 20.000 гласови, но го освои Милвоки со повеќе од 145.000 гласови. Анализата на Универзитетот Маркет вели дека 53% од победничките гласачки ливчиња за Бајден дошле од заедниците со мнозинско црно население. Milwaukee doesn't have to turn Republican. Милвоки не мора да стане републиканско место. Треба само да имаме нагорна линија. Ако ја освоиме сојузната држава, ќе освоиме државата. Трамп им кажа на приврзаниците дека неговите повеќекратни кривични обвиненија му помогнале со црните гласачи. And a lot of people said, Многу луѓе рекоа дека затоа им се допаѓам на црнците, оти тие се толку многу повредувани и дискриминирани, гледаат како мене ме дискриминираат. Тоа е прекрасно. Бајден не може да си дозволи да го изгуби гласот на црнците во Висконсин, а неговата кампања го знае тоа, вели професорката по политички науки Кети Коен. The elections would say that without Повеќето кои ги следат изборите би рекле дека без Милвоки Бајден лесно го губи Висконсин. Мислам дека кампањата на Бајден го разбира тоа. И мислам дека ќе видиме длабока инвестиција во реклами, пораки и посети. Бајден минатиот месец беше во Висконсин и најави ново финансирање за да помогне да се исправат, како што рече, историските грешки. For generations, black, brown, Со генерации црните, кафеавите, домородните американци, азиските, хавајските зедници не беа целосно вклучени во нашата демократија, во нашата економија. За Милвоки, Бајден вели дека тоа значи нови тротоари и велосипедски патеки, заедно со автобуски патеки и модерна инфраструктура. these are life-changing improvements. Овие подобрувања го менуваат животот. Тие исто така ќе им олеснат на историските црни зедници на север и на латиноамериканските зедници на југот да пристапат до работни места, училишта, можности за забава во градот и во централното подрачје. Берберот од Висконсин Антонио Перкинс вели дека уште размислува што да одлучи. I am undecided. Јас сум неодлучен. Смешно е. Гласав за Бајден да го тргне Трамп од функцијата минатите избори, сега повеќе се вртам кон Трамп. Бидејќи работите за кои мислевме дека ќе бидат подобри, всушност се влошија. Така да дефинитивно не знам што да одлучам во овој момент. Таа неизвестност меѓу традиционално демократските гласачи ја прави веќе тесната трка во Висконсин фокус на двете кампањи се до денот на изборите.